обвинетиот доби 18 години казна, затвор, за делото што го сторил, но што ме прашавте дали ќе има жалба или не, во моментот стварно не можам да ви одговорам, затоа што ќе треба да се размисли. Во вакви случаеви, дали е висока казната или не, тешко е човек и како професионалец и како човек, мислам, да размисли за да донесе заклучок. Факт е дека обвинетиот, можеби тоа беше и најпозитивното нешто што се случи во целата постапка, е дека го призна делото. Зошто не го направи тоа на почетокот? За волја на вистината, од самиот старт на постапката, обвинетиот го имаше признаено делото. Во нашите меѓусебни разговори, од самиот почеток, затоа што јас му бев бранител од самиот почеток на овој обвинет, ја имаше признаено вината. Но не и пред судот. Точно, затоа што пак станува збор за некоја карактерна особина, пред се психолошка, која што во таа ситуација, мислам, не сум психијатар за да можам по-детално да опишам што му се случувало на обвинетиот во тие моменти од кога де факто тоа се обистинило и станало јавно и органите на прогон делувале многу задоцнето, така, затоа што на крајот на криштата се случувало пред очите и на комшиите, и на, не знам, познаници, пријатели, пријателки и така натаму, сите тоа го гледале и сите тоа го знаеле и после, не знам, 5-6 години ова општество дошло до заклучок дека треба да реагира. Некој почувствувал, иако знаел, значи дека тогаш треба да реагира. Тоа е всушност најголемата загуба во овој предмет, е што нашето општество не реагира